Благодарам председателе и ви благодарам на плодната дискусија. Јас ќе бидам кратка и само ќе дадам неколку факти за да видиме како точно се деградираше образованието. Оваа деградација, колега Велковски, точно во права сте, не е од изминативе неколку години, туку е веќе 20 и кусур години. Меѓутоа, да ве потсетам, и морам да ве потсетам за ова, зошто во изминативе 5 години катастрофално падна критериумот и катастрофално падна нивото на сите, на комплетното образование, особено високото образование. Чинам дека беше 2015-та или 2016-та година, кога беше 2015-та, професорка, вие учествувавте во пленумот, кога се предложи еден лош закон, многу лош закон за високо образование и по реакција на академската фила, тој закон беше повлечен. За да во 2018 година владата на СДСМ и ДУИ, тогаш министар беше, чинам, Рената Дисковска за високо образование, се донесе закон во кој што, внимавајте, ја само две работи ќе кажам, кои што точно ќе детектираат каде почнува падот. Се дозволи лицата кои што се бираат во звање да бидат бирани во истото звање неограничен број пати. Тоа значи дека никој може да биде избран во доцент и да си остане доцент до крајот на живот и ништо да не мрдне. Тие се професори на нашите деца. И втората работа која што исто така беше донесена како измена со тој закон е дека кога еднаш ќе станете редовен професор, повеќе да нема избор и реизбор во звања. Што значи дека кај нас има и таква една многу чудна навика, па да се скокаат годините пред време да се бираат во избор и реизбор со многу чудни начини на бодување. Значи, јас сум гледала такви смешни листи поднесени за бодување во кое што секоја глупост се бодува, далеку од научно и наставна дејност, е да се бира, значи кога некој ќе стане редовен професор, например, на свој 45-6 години, понатаму нема никаква обврска да се усовршува, бидејќи не оди на никаков избор и реизбор. Со ваквиот начин, со ваков закон за високо образование, ние добиваме многу лош квалитет на кадар во универзитетите, се скока од едно во друго звање, или воопшто не се скока, бидејќи, како што кажав, немало потреба, во неограничен број пати може да се бира во исто звање, и секако дека паѓа критериумот. И со падот на критериумот на високото образование паѓа критериумот и на основното и на средното образование, затоа добиваме вакви учебници како што добиваме веќе 2 години поред, неточни учебници. Ако нема наука, нема образование, бидејќи научниците ги пишуваат учебниците. Најчесто. И со ваква една 5-годишна стратегија, ние се буневме многу за инклузивното образование на Мила Царовска, видовме дека тој експеримент ништо не направи хаос во образованието, тоа е многу видливо, мислам дека не треба тука да спориме, сигурна сум дека и вие го гледате тоа. Но сите тие постапки кои што се направија во изминативе 5 години, не го забрза, не го катапултира надоле високото образование. Автоматски повлекува наука. Во право сте, на времето имаше Министерство за наука. Знаете ли колку доделува Министерство за наука за меѓународен симпозиум? 30.000 денари. Со 30.000 денари не можете ни авионска карта до Љубљана да купите сега. А не збориме за ништо понатаму. За домашни настани од науката 10.000 денари, за меѓународни 30.000 денари. И 0,02 од буџетот за наука. Оваа година е скоро исто. Затоа сме гневни и верувам дека и вие се согласувате со оваа дискусија, дека кога се носат лоши закони, лоши правилници, лоши стратегии, доаѓаме до лошо образование, а тоа автоматски не уништува еднината. Ви благодарам.